Дали смеам да го јадам ова? Што ќе јадеме за 20 години од сега? Жени во винариите, неволја на повидок, дружење и дегустација на пијалаци и храна подароци. Сето ова беше дел од втората конференција за храна Food Talk 2016, која денес се одржа во Барвеница. Годинешната конференција е втора поред поминато годишната одржана во Матка. Идејата ни е малку да ги кренеме нивоата за гастрономската култура во Македонија. Денеска ќе имаме неколку панели, ќе се збори што е здрава храна, што е гастробонтон, ќе имаме некои дегустации, ќе имаме коктел мајстори, ќе имаме готвачи, ќе биде едно целодневно дружење во кое што ќе учествуваат најдобрите кувари од Македонија и најдобрите нутриционисти и луѓе кои што можат да зборат за храната. Ние тоа најчесто имаме на крај на панелите нездрава храна, да кажеме, така да цело време лани се збореше за здрава храна, али се изеде нездравото. Така да малце ние тука се уште кај нас не е тоа така баш дефинирано, меѓутоа луѓето имаат навика, за жал повеќе почнуваат кога ќе најдат на некои проблеми, па после ќе се хранат здраво и таа е една, не знам, поговорка многу добра, да кажеме, во која што викаат луѓето дека и кола, и автомобил, и све може да смениш, меѓутоа телото и животот ти е еден. Така да треба се внимава малку повеќе на исхраната и ние сакаме тоа да им го всадиме во луѓето. На конференцијата присутните можеа да слушнат голем број експерти кои зборуваа за проблемите врзани со исхраната и производството на храна, за органската и ГМО храна, но и за сите убави вкусови и гастрозадоволства. Според нутриционистите од година во година расте свеста за внес на здрава храна. Чувството дека навистина здравјето ни зависи од тоа како ние живееме, пред се како тоа ние се храниме, значи тоа чувство веќе е се на повисоко и повисоко ниво. Здравата храна е околу нас. Посебно нашето поднебје, Македонија, има толку добиено од Бога, вода здрава, плодови здрави, што овошје, што зеленчук. На дланки вака ни стои здравјето, а ние треба само тоа да се освестиме дека го имаме и да го земеме во нашето секојдневие. Јас имам своја формула, викам секој ден во својот воз, во вода, овошје за зеленчук. Секој, ако на дневно ниво, на вистина, ама баш на дневно ниво, пие доволно вода, јаде доволно свежо овошје, значи не печено, не готвено, свежо овошје. И ако јаде на дневно ниво доволно свеж зеленчук, значи тоа се трите фактори на нашето здравје. За мене не е превенција одење на лекар еднаш-два пати годишно и тоа е тоа. Превенцијата се содржи во нормалниот начин на живење. Пред се нормална исхрана, што е нормално, оно што природата го дава, така, а не оно што го направил човекот во фабриките. Тоа е најважното, значи природната храна е број 1, водата напиток без конкуренција број 1. Малку недостига на светско ниво е тоа, еве јас за нашата држава ќе кажам, недостига воспитување или едукација во училиштата и во основните и во средните. Треба апсолутно да има предмет кој ќе се бави со оваа проблематика, така наречено хигиена на исхрана. Тогаш ќе бидеме на едно повисоко ниво во смисол на она да имаме идни здрави генерации. Присутните на годинешниот Food Talk имаа можност да пробаат разновидни гастрономски специјалитети, да уживаат во кулинарските способности на најдобрите готвачи од регионот, да ги слушнат новитетите во гастросветот, да се запознаат и да разменат мислења со готвачи сопственици на ресторани, винари и гастроблогери, водители и други експерти од оваа област, гости од регионот и многу други.